На 54-та седница на Советот на општина Кочани најдолга дискусија меѓу советниците предизвика првата точка за извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од почетокот на годината до 30 септември 2016 година со финансиски показатели. Советниците дискутираа околу цената на геотермалната вода, со што, како што рекоа советниците од опозицијата, се донесе штета на корисниците и евентуалните инвеститори, а негативно се одразило и на работењето на КЈП Водовод. Сепак цената на геотермалната вода е премногу висока за да биде една предност која што би ја користеле сите останати. Во делот и на приходите кои што се позиционирани од геотермална вода, мораме да потенцираме дека голем дел од приходите се и по основ на институциите кои што се под локална самоуправа, а тоа се училиштата, основното средното училиште, судот. Меѓутоа, морам да потенцирам дека токму овие институции не се во состојба да ги плаќат своите сметки и вие сте сведоци дека од изминатите години мораше да биде склучена една цесија и овие трошоци да бидат покриени од страна на општината. Основната цена на чињето на геотермалната вода по 1 метар кубен беше регулирана за периодот 2010, 2011 и 2012 од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и за конкретната 2012 и актуелната изнесува 25,08 денари. Во месец февруари 2012 година се случи промена во делот на начинот на пресметувањето на концесискиот надомес. Беше воведен тарифник кој предвидуваше пресметка на концесискиот надомес врз основа на движењето на просечната цена на мазутот. И тогаш значително заради тие параметри беше направено зголемување само на износот вклучен во цената по основ на концесиски надомест. На седницата беше разгледана и информацијата за производство, пласманот и цената на оризовата култура за подрачјето на општина Кочани, на која сите советници се согласија и донесоа предлог заклучок. Советот да поднесе барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамки на неговите надлежности во најкраток можен рок да се заложи и да преземе конкретни мерки во врска со навремениот откуп и цената на оризовата култура на подрачјето на општина Кочани. На седницата се разгледуваше и беше усвоена предлог програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2017 година, како и предлог програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани во 2017 година, за изградба на системи за наводнување и изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани.